Добро вечер. Крајот на Централниот дневник ни е резервиран за вестите од културата. Вчера во свечената сала на Универзитетот Скопје беше промовирано делото Абецедарот 100 години потоа, 1925-2025, со авторски текстови од професор доктор Нада Јурукова, професор доктор Виолета Ачкоска и професор доктор Елка Јачева Улчар, во организација на Сојузот на Сдруженијата на македонците и децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија. Македонскиот буквар Абецедарот 100 години потоа со авторски текстови од професор доктор Нада Јурукова, професор доктор Виолета Ачкоска и професор доктор Елка Јачева Улчар вчера беше промовиран на Универзитетот Скопје. Тој буквар не се употребувал, делумно некој го виделе, но набрзо грчката држава го уништила, на штом се сочувал некој примерок фактички дека тој бил виден, така што 85-та година првпат се преобјавува во Грција, значи постоел таму, го знаеле македонското население, но за жал како воопшто што не било признато нити македонско малцинство, нити македонците имале, не знам, образовни, политички, национални такви права, така и овој буквар останал да не биде применет, никогаш не бил ставен во практика. Јубилејното издание Абецедарот 100 години потоа се состои од два дела. Во првиот дел, покрај предговорот, поместени се три авторски статии на професор доктор Јурукова, професор доктор Ачкоска и професор доктор Улчар. Трагавме по нивниот идентитет, моите истражувања врз основа на она како е предадено со латиница се дека не се работи за словени пород, не се работи за македонци, мислам дека се работи за грковласи кои што имале солидно славистичко образование. А во вториот дел целосно е пренесен Абецедарот во неговата оригинална форма на левата страна од книгата и транскрибираните страници со кирилиско писмо од десната страна. Од Турција околу 1.500.000 жители се населуваат во Егејскиот дел на Македонија. На македонците во Егејскиот дел на Македонија се врши една голема тортура, иселување на секој чекор со цел да немаме ние никаков идентитет. Имињата му се менуваат етникумот, значи градови, села, имињата се менуваат. Промотори на македонскиот буквар беа професор доктор Никола Жежов и професор доктор Валентина Миронска, а одломки читаа актерите Никола Кузелов и Игор Трпчевски. Во малата сала на Македонската филхармонија се одржа промоцијата на книгата Три лица на љубовта од авторот Митко Чешларов во издание на Сигма Прес. Книгата представува уникатен мултимедијален проект составен од лирски записи, авторски песни и драмски текст. Три различни форми преку кои се обработуваат теми што секој човек ги носи во себе: љубовта, осаменоста, копнежот и внатрешните лични приказни. На 10 декември во малата сала на Филхармонија се одржа промоцијата на книгата Три лица на љубовта од авторот Митко Чешларов во издание на Сигма Прес. Книгата представува уникатен мултимедијален проект составен од лирски записи, авторски песни и драмски текст, три различни форми преку кои се обработуваат теми што секој човек ги носи во себе: љубовта, осаменоста, копнежот и внатрешните лични приказни. Секоја композиција има свој лирски запис, а во книгата се вклучени и QR кодови кои водат директно до сите досега снимени песни од официјалниот YouTube канал на авторот Митко Чешларов. Врз основа на текстовите во книгата досега се снимени 8 авторски композиции кои што беа изведени на промоцијата, а проектот продолжува со создавање и снимање нови песни. Истовремено истиот концепт се подготвува и за Хрватска. Инспирацијата за драмскиот текст, кој сум јас, произлегува од начинот на кој сите ние се препознаваме во песните, во музиката, во стих, чувство или момент, што додека го слушаме ни изгледа блиско како да е создадено за нас, вели авторот. Токму таа универзална човечка реакција послужи како основа од која се разви драмата, како третото уметничко лице во книгата.
Песните ги изведуваат Маријана Бошковска, Ана Петановска, Горан Наумовски, Агни Авшар, Биба Додева, Жаклина Стевковска и Зорица Попанкова. За дел од изведувачите овие песни се нивно прво музичко остварување по подолг период. Автор на музиката и текстовите е Митко Чешларов, а аранжерите кои стојат зад реализираните композиции се Ангел Ќосев, Кристијан Габровски, Стефан Петановски, Давор Јордановски и Владимир Дојчиновски. Настанот го водеа Драги Павлевски и Жаклина Стевковска, а публиката која што присуствуваше на промоцијата имаше можност да доживее ретко уметничко искуство преку спој на лирски записи, музички изведби и драмски сегменти. Излезе од печат книгата Она што се памети живее, со поднаслов Никогаш до крај раскажани приказни. Збирка раскази напишани за поранешни членови на Друштвото на писателите на Македонија. Книгата е пред се исход од текстовите објавени во рубриката Амакорд, која излегуваше во списанието Стожер во периодот од 2018 до 2022 година. Во Она што се памети живее се поместени 21 расказ поделени во 3 циклуси: книги, списанија, печатници, професори, професорки и патувања, а под насловот Никогаш до крај раскажани приказни, цитат од расказот на Огнена Никулјски за Коле Чашуле, укажува на сите слични раскази што чекаат да бидат напишани, односно на сите автори чиј спомен допрва треба да биде чествуван. Приредувач на книгата е председателот на Друштвото на писателите на Македонија Живко Гроздановски, а уредничка Сузана В. Спасовска. Книгата е објавена со поддршка од Министерството за култура и туризам и наскоро ќе може да се најде и во книжарниците. Промоцијата на Она што се памети живее е предвидено да се одржи кон крајот на овој месец, со што Друштвото на писателите на Македонија славенички ќе ги заокружи активностите за 2025 година. Тука ги завршуваме вестите од културата, ви благодарам на вниманието и останете со програмата на телевизија Алфа.